Почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, почитувани представници на општинската администрација, почитувана директорка на јавното комунално предпријатие Комуналец Неготино, почитувани граѓани на општина Неготино, почитувани представници на медиумите. За денес ја свикав петата редовна седница на Советот на општина Неготино. За работа на седницата го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1. Предлог одлука за согласност за имплементирање на проектот Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина со акроним ВАМБРЕЛА. Точка број 2. Предлог одлука за задолжување на ЈП Комуналец Неготино за учество како партнер во имплементирање на проектот Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина со акроним ВАМБРЕЛА. Точка број 3. Предлог одлука за задолжување на СОУ Свети Кирил и Методи Неготино за учество како партнер во имплементирање на проектот Енергетска ефикасност во прекограничната област како индикативен фактор на политиката за животна средина со акроним НПОЛ-ЕЕ. Точка број 4. Предлог програма за изменување на програмата за локален економски развој на општина Неготино за 2018 година. Точка број 5. Предлог одлука за преотстапување на две патнички моторни возила на ЈП Комуналец Неготино. Точка број 6. Предлог програма за изменување на програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2018 година. Точка број 7. Предлог решение за давање согласност на одлуката број 02.577/7 од 4.12.2017 година, донесена од управниот одбор на ЈП Комуналец Неготино. Точка број 8. Предлог решение за доделување на финансиска поддршка. Точка број 9. Предлог решение за доделување на еднократна парична помош. Точка број 10. Предлог буџет на општина Неготино за 2018 година. Точка број 11. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Неготино за 2018 година. Точка број 12. Предлог проекција на буџетот на општина Неготино за 2019 и 2020 година. Точка број 13. Предлог буџетски календар. Точка број 14. Предлог одлука за утврдување на вредност на бодот на платите на државните службеници за 2018 година. И точка број 15. Предлог одлука за избор на командир на полицијска станица од општа надлежност Неготино. Отварам расправа по вака предложениот дневен ред. Молам дали некој бара збор? Колегата Петре Манчев, Петре Повели. Благодарам. Почитувани сограѓани, на дневен ред на денешната седница е предлог буџет на општина Неготино за 2018 година. Ние како членови на Советот од ВМРО, ДПМН и коалицијата имаме многу што да кажеме и допринесеме во насока на развој на општината, но денес ќе ја напуштиме седницата заради лошиот политички амбиент во државата и заради тоа што Македонија е единствена држава во Европа каде се апсат луѓе поради искажани политички ставови. Драги сограѓани, живееме во време кога се врши велепредавство и загрозување на темелните основи на уставниот поредок на Република Македонија. Време на реваншизам и политички хајки. Време на монтирани случаи и притисоци. Време на бркање од работа и повреда на елементарните човекови права. Во 21. век во Македонија судот без никаква причина во притвор смести луѓе кои ја бранеле честа и боите на Македонија и се вистински професионалци во својата област. Луѓе кои се патриоти и родолюби се обвинети за тероризам без никакви аргументи и по налог на власта. ВМРО ДПМН бара безусловно запирање на сите овие процеси и итно пуштање на слобода на сите лица кои се опфатени во овој класичен политички прогон. Благодарам. Треба да ви изпускате, шо? Пали бре напуштите седмицата. Шо правите? Ова не беше ништо по дневниот ред. Молам дали некој друг бара збор во врска со предложениот дневен ред. Доколку никој не бара збор, дневниот ред го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за.
8 за, констатирам дека дневниот ред е усвоен. Почитувани колеги советници, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на општина Неготино, пред да започнеме со расправата по дневниот ред, би сакал накратко да земам збор. Почитувани граѓани на општина Неготино, почитувани колеги советници, сакам по втор пат да го искажам моето лично незадоволство од начинот на кој што советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата функционираат во овој совет на општина Неготино. Би сакал да упатам одовде апел до колегите советници од ВМРО, ДПМН дека нивната работа е овде, во оваа сала, дека на локалните избори одржани во октомври граѓаните ја дадоа поддршката да тие станат советници, да работат исклучиво во интересите на граѓаните на општина Неготино. За денес имаме важна седница, денес имаме важни точки по кои што треба да разговараме, по кои што треба да носиме одлуки. Тие одлучија да ја почитуваат нивната централна политика, да се ставаат во заштита на луѓе за кои што се води кривична постапка и се во притвор. Уште еднаш апелирам институциите во Република Македонија да си ја работат својата работа, а советниците во Советот на општина Неготино исто така се должни да ја работат својата работа, да работат во интерес на граѓаните на општина Неготино и да носат одлуки во интерес на граѓаните на општина Неготино. Благодарам. Продолжуваме со работа, почитувани колеги. Отварам расправа по првата точка од дневниот ред. За оваа предлог одлука седница одржа Комисијата за локален економски развој. Молам председателот на комисијата Ивана Трајкова да го соопшти ставот на комисијата. Благодарам. Благодарам, председателе. Комисијата за локален економски развој на вчерашната седница едногласно ја изгласа оваа одлука за согласност за имплементирање на проектот заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина со акроним ВАМБРЕЛА. Предлагам и Советот да ја усвои исто. Благодарам, колешка Трајкова. Дали некој друг бара збор? Трајче Димов, повели. Благодарам, бидејќи на минатата седница не успеавме поради истите причини да развиеме некоја подетална дискусија. Би сакал накратко раководителот на локален економски развој да барем 2-3 збора во врска со програмата. Ние сме во тек, знаеме зашто се работи, меѓутоа би сакал и граѓаните да слушнат накратко зашто се работи, каков проект е и што се опфаќа. Благодарам. Благодарам, колега Трајче. Во името на представникот на општинската администрација, раководителот на локален економски развој, Лолита Ристова, повели. Почитувани присутни, почитувани советници, почитувани медиуми, во врска со точката на дневен ред за согласно за имплементирање на проектот заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животна средина со акроним ВАМБРЕЛА. Тоа е проект кој што општина Неготино го има добиено во рамките на програмата ИПА за прекогранична соработка Македонија-Грција. Значи, некаде на 6 декември оваа година веќе имаме добиено едно финално позитивно известување каде што овој проект во кој што општина Неготино е еден од партнерите како партнер 2, исто така општина Аридеа, односно Алмопија во Грција е партнер, водечки партнер 1, јавното предпријатие за комунални услуги на општина Аридеа исто така партнер 3 и партнер 4 кај нас е јавното комунално предпријатие Комунарец. Самиот проект значи содржи неколку фази на реализација, односно така наречени работни пакети. Оному каде што партнер е општина Неготино, вредноста на проектот изнесува 286.140 евра и во рамките на овој проект планирана е изградба на колекторски дел за поврзување, односно за прифаќање на отпадните води од Тименик кон Неготино, во некад должина од околу 2030 метра, и тоа е оној што би рекле така да кажеме инфраструктурен и главен дел од проектот.
Покрај овие, да речеме, тврда компонента на проектот си содржи одредени меки мерки, кои што подразбираат одржување на разни инфосесии, разни информативни денови, понатаму одржување на активности од типот на округли маси, понатаму имаме организирање на активности од типот на работни средби помеѓу општините и сите партнери, и се во се, значи тоа е еден пакет од активности во правец на подобрување и заштита на животната средина и во делот на водоснабдувањето, но и во делот на канализационите системи. Она што значи партнер 4 или јавно предпријатие комуналец и неговото учество во целиот проект се однесува на износ од некои 195.000 евра, во кој што е планирана набавка на возило, така наречено каналџет возило, за сервисирање во делот на отпушување на канализациони системи и септички јами на ниво на општина Неготино и набавка на ултразвучни мерачи, односно детектори за загубите на вода. Исто така, другите компоненти на самиот проект опфаќаат активности од типот на организирање на информативни сесии, округли маси, дебатни активности. Заборавив исто така да кажам дека во делот за партнер 2 општина Неготино планирано е и изготвување на проектна документација за довршување на колекторскиот дел во општина Неготино до влезот во реката Вардар на некоја 400 метри должина и исто така основна проектна документација во делот на изработка на изградба на идна пречистителна станица исто така на влевот во реката Вардар. Тоа се главните активности на самиот проект. Одлуките кои што треба да бидат донесени се во правец на тоа да имаме непречено подпишување на партнерските договори и договорите за грант кои што треба да се случат, значи, за да се случи тоа потребно е Советот на општина Неготино да ги донесе одлуките како за општина Неготино, а исто така и управниот одбор на јавното предпријатие комуналец да донесе одлука за согласно за имплементирање на овој проект. Тоа е во кратки црти, доколку имате прашања, повелите. Благодарам, Лолита. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој повеќе не бара збор, констатирам дека расправата по оваа точка е исцрпена. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог одлуката е усвоена. Втора точка. Предлог одлука за задолжување на ЈП Комуналец Неготино за учество како партнер во имплементирање на проектот. Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина. Со акроним ВАМБРЕЛА. Оваа точка седница одржа Комисијата за локален економски развој. Молам председателот на комисијата да го соопшти ставот на комисијата Ивана Трајкова, повеле. Благодарам, председателе. Комисијата за локален економски развој ја разгледа оваа предлог одлука за задолжување на ЈП Комуналец Неготино за учество како партнер во имплементирање на проектот заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина со акроним ВАМБРЕЛА. Едногласно ја изгласа, предлагам и Советот да ја изгласа истата. Благодарам, колешка Трајкова. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, констатирам дека расправата е исцрпена. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог одлуката е усвоена. Преминуваме со работа на трета точка. Предлог одлука за задолжување на СОУ Свети Кирил и Методи Неготино за учество како партнер во имплементирање на проектот енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина, со акроним НПОЕ. Исто така и по оваа точка седница одржа Комисијата за локален економски развој. Повикувам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Ивана Трајкова, повели. Благодарам. Комисијата за локален економски развој ја изгласа предлог одлуката за задолжување на СОУ Кирил и Методи Неготино за учество како партнер во имплементирање на проектот енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина со акроним НПОЕ. Предлагам и Советот да ја изгласа истата. Благодарам,
колешки. Отварам расправа по точката, молам дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, расправата е исцрпена, предлог одлуката ја ставам на гласање, ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против, констатирам дека одлуката е усвоена. Точка број 4. Предлог програма за изменување на програмата за локален економски развој на општина Неготино за 2018 година. Седница одржа Комисијата за локален економски развој. Молам председателот Ивана Трајкова да го соопшти ставот на комисијата. Ивана, повели. Благодарам, председателе. На вчерашната седница на Комисијата за локален економски развој беа презентирани измените во програмата од страна на раководителот на секторот за локален економски развој при општина Неготино. Измените во програмата едногласно се изгласа на комисијата, па предлагам и Советот да изгласа предлог програма за изменување на програмата за локален економски развој на општина Неготино за 2018 година. Благодарам, колешки Трајкова. Отварам расправа. Молам дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог програмата ја ставам на гласање, ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против, констатирам дека предлог програмата е усвоена. Пета точка, Дане Мајсторчев, повели. Председателе, барам 10 минути пауза. 10 минути пауза објавувам. Продолжуваме. Продолжуваме со работа. Пета точка, предлог одлука за преостапување на 2 патнички моторни возила на ЈП Комуналец Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за финансии и буџет. Во отсуство на председателот на комисијата Гордана Јованова, која што има други итни неодложни работи, ставот на комисијата ќе го соопшти колегата Дане Мајсторчев. Дане, повели. Чек да ги најде којите. Искрено жалам што колегите не се тука, посебно председателот на Комисијата за финансии и буџет, каде што на истата комисија едногласно ја донесовме одлуката за преотстапување на 2 патнички моторни возила на ЈП Комуналец Неготино, добиени од Агенцијата за управување со одземен имот Скопје со решение број 09/4074/2 од 27.11.2017 година, каде што се отстапуваат 2 патнички моторни возила, едното марка Volkswagen Golf и другото марка Renault Espace. На истата комисија едногласно се донесе оваа одлука, па предлагам истата да ја усвои Советот на општина Неготино. Благодарам, колега Мајсторчев. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог одлуката ја ставам на гласен, ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против, констатирам дека предлог одлуката е усвоена. Шеста точка. Предлог програма за изменување на програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2018 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го повикувам председателот на комисијата Трајче Димов да го соопшти ставот на комисијата. Трајче, повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина одржа комисија и по оваа точка. Најдобро би било предлагачот, односно господин Бранко Велјанов, да ни даде еден краток осврт на што поточно се однесуваат овие промени во програмата. Имено комисијата ја прифати и ја усвои ова предлог програма, меѓутоа мислам дека најдобро продолжение ќе ни даде предлагачот. Благодарам, колега Димов. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Представникот на предлагачот, раководителот на одделението за комунални дејности Бранко Велјанов. Бранко, повели. Почитувани советници, почитуван градоначалник, почитувани представници на медиумите, колеги и колешки, гости, почитувани. На предлог на одделението за финансирање, за финансии на нивно
Барење, програмата за комунални дейности и уредување на градушно земје за 2018 година мораше да претрпи првична измена, со тоа што со оглед на достојаните фактури кои се дополнително пристигнати во одделението за финансии, како дел кои како обврски општините што треба да ги плаќа, на барењето на одделението за финансии се работи негде за околу 25 милиона пари кои што дополнителни како текущи активности кои што треба да се исплатуваат во наредната 2018 година. И тоа де спомнуваме за фонтаната 5 милиона 140 хиляди денара, за ново изградениот објект за ловното негде 2 милиона 340 хиляди, за враќани кредити 6 милиона и 700 хиляди денара и по основ на кредити под програмата ИЕГА негде изградба на капацитет за водоснабдување 27 милиона 333. Значи сите вие позиции се стават во текущи активности кои што во наредната 2018 како врска има општината да ги плаќа. Значи ако биле тие 64 милиона, сега се негде околу 74 милиона кои ще се зголемува и по осов на средства за оформување на програмата во точка 2.1 средства за финансирање на работна нова програма кои се планирани во износ 181 416 хиляди се заменува со износ од 221 милиона 926 милиона денари и во делот на преходи во точка 11 средства од буџетот во износ 89 милиона 266 хиляди 89 милиона 266 хиляди се заменува со износ од 129 милиона 776 хиляди денари и со вкупен износ од 187 милиона 416 хиляди денари се заменува со износ од 227 милиона 926 хиляди денари. Ова е така позначајните измени. Најчести измени да ги образложам, да речем, во подпрограмата изградба ИЕГА, изградба на системи за водоснабдување, износ од 11 милиона 366 се заменува со износ од 44 милиона 399 хиляди 843 динара. И во иста подпрограма во точка 2, реконструкција на водоводна мрежа на улици за подобрување на вода за пиење во општина Неготино, во ставката кредити и камата за плаќање од износ од 1 милион денари се заменува во износ од 6 милиона и 700 хиляди денари. Во ова точка 5 од иста подпрограма, после точка 4 се додава нова точка 5 во која гласи кредити за користење се става во износ од 22 милиона 333 хиляди денари. Во подпрограмата ИАИ, изградба на системи за одведување и прочистување на отпадна води, се додава нова подпрограма ИАЛ, други комунални капитални услуги во износ од 7 милиона 480 хиляди денари. Во ова подпрограма се дадени точка 1 во која гласи плаќање на фактура за изградба на ловен дом со сума од 2 милиона 340 хиляди денари и по неја се додава точка 2 плаќање на фактура за изградба на фонтана во износ од 5 милиона 140 денари. И сите овие ќе се составен дел на програмата. Тоа е во кратки црти. Благодарам. Дали некој друг бе разбор? Бидејќи никој не бе разбор, предлог програмата за изменување на програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2018 година ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог програмата е усвоен. Преминуваме на 7 точка, предлог решение за давање согласност на одлуката број 02.577/7 од 4.12.2017 година, донесена од Управниот одбор на јавното предпријатие Комуналец Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Молам председателот на комисијата, ставот на комисијата Трајче Димов повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина заседаваше и по оваа точка. Оваа точка беше едногласно усвоена, меѓутоа би сакал накратко да кажам збор 2 на што се однесува оваа одлука од страна донесена од Управниот одбор на ЈП Комуналец Неготино. Значи овде се утврдува цена на вода за пиење и цена за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период од 2018 до 2020 година. Врз основа на член 1, цената за вода на пиење за 2018 година
За физички лица ќе изнесува 20,5 денари, а за правни лица 38 денари. Значи имаме покачување од околу 2 денари кај водата за пиење за физички лица, мислам дека најмногу ќе ги интересира. Цена на вода за пиење за 2019 година, физички лица 21,26 денари, правни лица 39,34 денари. И точка 3, цена на вода за пиење за 2020 година, физички лица 22,4212 денари или правни лица 41,4792 денари. Член 2 се утврдува и цената за собирање и одведување на урбани отпадни води за 2018 година. За физички лица таа ќе изнесува 6,5 денари, а за правните лица 10,49 денари. Цена за собирање и одведување на урбани отпадни води за 2019 година за физички лица ќе биде 8 денари, за правни лица 12 денари. И по 3 цена за собирање и одведување на урбани отпадни води за 2020 година за физички лица 9,48 денари и правни лица 13,5 денари. Би сакал директорката на јавното предпријатие Комуналец, госпожица Марина Бојарджиева, да ни долови врз основа на што се должи ова покачување на водата и каква е улогата на ЈП Комуналец во цела оваа ситуација. Благодарам. Благодарам, колега Димов. Збори давам на директорката на јавното предпријатие Комуналец Неготино, Марина Бојарджиева. Повели, Марина. Благодарам, председателе. Јас ќе бидам кратка, ама мислам дека разбирлива за сите и знам дека ова прашање ги тагира сите граѓани на општина Неготино. Значи, јавното комунално предпријатие има донесено барање до Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија за утврдување на цените на водните услуги. Ова барање е поднесено со цел да се утврди тарифа за снабдување на вода за пиење или водоснабдување, исто така и одведување на урбани води по предлог тарифникот за регулиран период од 2018-2020 година. Регулаторната комисија за енергетика на одржана седница на 24.11.2017 година има донесено решение по ова барање. Барањето од ЈП Комуналец Неготино во тој период е за регулираниот период, што го кажав, 2018 година, каде што од јавното комунално предпријатие се бара цена на вода од 27,75 денари. За 2019 31,14 денари и 34,09 денари за 2020 година. По одржаната седница регулаторот одлучил дека и дал решение дека овие цени се високи и дозволува покачување на водата за пиење за 2018 23,63 денари, за 2019 во износ од 26,22 денари по метар кубен зборувам цело време и за 2020 година во износ од 27,90 денари по метар квадратен. На последната подготвителна ова решение од регулаторот е објавено на веб страницата на регулаторната комисија и во дневните вестници Вечер и Коха. Истото тоа решение е дадено и во службен и следпадното во службен вестник. По ова утврдена тарифа регулаторот дозволува да има заинтересирани предлози или замерки, забелешки и мислења од правни и физички лица кои се заинтересирани да дадат да достават определени забелешки до регулаторот. Бидејќи никој од општина Неготина, нити од правните, нити од физичките лица нема доставено никакво барање или критика за оваа цена, регулаторот ја донел оваа одлука. Врз сето ова претходно наведено, регулаторот свика подготвителна седница каде што истото ни беше имплементирано. Сметајќи дека оваа цена за вода е многу висока. Стручните служби, се во интерес на граѓаните од јавното комунално предпријатие, одлучија дека цената на водата може да биде и пониска и затоа го даваме предлогот за регулираниот период од 2018 година до 2020 да биде 20,5 денари,
за 2018, за 2019 21,2688 и за 2020 22,4212. Истото се случува и со решението кое го имаме добиено за тарифа за собирање и одведување урбани отпадни води, каде што за регулираниот период ги предлагаме пониските цени од тоа што го има дадено регулаторот. Други прашања? Благодарам, директорке. Дали некој друг бара збор? Колегата Вуле Младенович. Вуле, повеќе. Значи, благодарам председателе, пошто е полна точка водата, нели, во нашата општина. Значи, уште еднаш сакам да потенцирам и на пократко за граѓаните да знаат. Доколку ние денес не ја изгласавме одлуката, значи, не ја изгласаме позитивно, одлуката на управниот одбор на ЈП Комуналец, тогаш на сила ќе стапат цените од решението од регулаторната комисија. Затоа граѓаните мора да знаат дека ние како Совет на општина Неготино се грижиме за нашите граѓани, не сакаме да плаќаат повисока вода или вода која и цена на вода која регулаторна ќе ни ја каже, туку ние со претходни, нели, проценки на Комуналец даваме друга цена на водата, пониска од таа што ни ја дала регулаторна и како таква ќе изгласаме. Ви благодарам. Благодарам, колега Младенович. Дополнително директорката на јавното предпријатие Комуналец Марина Бојаджиева, повеле. Ќе се надоврзам на дискусијата на советникот. Да, решението влегува во сила по објавувањето во службен вестник на Република Македонија, се пременува новата цена на водата за пиење од 1.1.2018, се во интерес на граѓаните е донесена оваа одлука на управниот одбор на ЈП Комуналец со намалена цена од тоа што го предвидува регулаторот. Апелирам од оваа сала граѓаните на општина Неготино, ако можат навремено да си ги подмируваат сметките за комунални услуги. Само тоа. Благодарам. Благодарам, директорке. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој повеќе не бара збор, констатирам дека расправата е исцрпена. Предлог решението го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог решението е усвоено. 8 точка, предлог решение за доделување на финансиска поддршка. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата Вуле Младенович да го соопшти ставот на комисијата. Вуле, повеле. Благодарам, председателен. За днешната седница на Комисијата за јавни дејности, значи беа разгледани барањата за финансиска поддршка. Значи барања беа поднесени од Сојузот на борците на НОВ и фудбалскиот клуб Вардар од Неготино. Истите беа разгледани, едногласно беа усвоени и предлагам и Советот на општина Неготино да ги усвои. Благодарам. Благодарам, колега Младенович. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог решението го оставам на гласен. Ви молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог решението е усвоено. Преминуваме на 9 точка, предлог решение за доделување на еднократна парична помош. И по оваа точка седница одржи Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата Вуле Младенович да го соопшти ставот на комисијата. Вуле, повели. На денешната седница исто беше разгледана и ова точка за доделување на еднократна парична помош. Комисијата позитивно изгласа за 7 лица кои поднеле барање за еднократна парична помош. Парите им требаат најверојатно за лекување и за тоа предлагам и Советот на општина Неготино позитивно да изгласа за барањето. Благодарам. Благодарам, колега Младенович. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог решението го оставам на гласен. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека решението е усвоено. 10 точка, предлог буџет на општина Неготино за 2018 година.
седница одржа Комисијата за финансии и буџет, повторно во отсуство на председателот на Комисијата Гордана Јованова, ставот на Комисијата ќе го соопшти колегата Дане Мајсторчев. Дане, повели. Благодарам, председателе. Повторно жалам за отсутството на колегите. Мислам дека би било добро да присуствуваат тука од причина што исто по оваа точка има поднесено и амандман и би било добро да го образложат, меѓутоа ваквиот потек говори за нивната сериозност во работењето на Советот на општина Неготино. Како и да е, работата мора да тече, така да наместо реална дебата за буџетот на општина Неготино на оваа седница, најверојатно повеќе ни изгледа како презентација на буџетот со нивното отсуство, па да почнеме на кратко. Значи вака, буџетот на општина Неготино за 2018 година се состои од 3 сегменти, и тоа општ, посебен и развоен дел. Општиот дел ги содржи вкупните приходи и вкупните расходи за фискалната 2018 година, како и глобалните проекции на приходите, преливите, расходите и одливите за наредните 2 години. Посебниот дел содржи план на подпрограмите на основниот буџет, одобрени средства од буџетските единки по програми, подпрограми и ставки за фискалната 2018 година и развоен дел кој ги содржи плановите на програмата за развој на општината. Вкупниот буџет за 2018 година изнесува 644 милиони 212 илјади денари, составен е од основен буџет кој што изнесува 336 милиони 892 илјади денари или учество од 52,26%, од дел за самофинансирачки активности 14 милиони 410 илјади денари или 2,24%, донации од 14,38%, дотации од 26,87% и кредит од 4,25%. Благодарам, колега Мајсторчев. Дали некој друг бара збор? Градоначалникот Тони Делков, повели градоначалник. Благодарам, председателя, почитувани советници, почитувана администрација, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Ова е моето прво обраќање од овде од Советот на општина Неготино и на една од најбитните точки за граѓаните на општина Неготино, а тоа е буџетот за наредната 2018 година. Со жал констатира и претходните советници дека колегите, советниците од ВМРО-ДПМН кои ја напуштија седницата, сметам и јас лично дека треба да бидат овде, да дискутираме и да слушнат и граѓаните на општина Неготино, кои се нашите идеи и кој е нашиот план и визија за наредната 2018 година и што тоа јас, заедно со локалната самоуправа, имаме намера и како планираме да го водиме градот во оваа година. Меѓутоа, пред да почнам, сакам да се осврнам и сакам да кажам што е тоа што наследив како состојба, бидејќи голем дел од граѓаните тоа често пати прашуваат докаде сме, што сме, како сме, во каква кондиција е општина Неготино, зошто се носат такви мерки од делот на кратење, зошто нема нова година дочек, зошто не се исплаќаат дневници за патни трошкови. Сакам овде јасно и гласно да кажам дека сето ова кое што ќе го кажам, стојам за тоа и потребно е граѓаните на општина Неготино да го знаат каде се трошиле нивните пари и каде ќе се трошат нивните пари. Значи, во самиот вовед можам да кажам дека општина на Неготино од првиот ден кога дојдов беше со блокирана сметка и потрошивме скоро месец дена за да најдеме начин и форма да разговараме со нашите добавувачи кои што вршиле услуги за општина Неготино, да најдеме начин и договор за да ја деблокираме општина Неготино, за да може да почне и да функционира нормално. Имавме блокада од фирмата Сандра МК Вадраци, зборувам отворено, транспарентно и јавно, нека чуе јавноста и за кои се работи и за кои фирми, за да немаме никакви намери и задкорисни игри да скриваме никој, за
било какви работи кои што биде работени во општина Неготино. Значи, Сандра М. Кавадарци блокирана сметка со цесија со фирмата Уникоп, судско извршно решение од Мак Петрол, извршно решение за експроприација на земјиште. Нема да навлегувам во дискусија за да не ја одзимам предолго време. И имаме повеќе фирми такви кои што чекаат за извршување. Се надевам дека и во наредниот период ќе се потрудиме како и овие 20 дена да ги изменаџираме за да не дојде до блокада на општина Неготино. Ќе дополнам само дека при примопредајата со претходниот градоначалник, извештајот во кој што беше доставен до мене како нов градоначалник, стоеше дека долгот е 62 милиона денари и ништо повеќе. Меѓутоа, кажа и раководителот на одделение за урбанизам и комунални дејности дека секој ден стигнуваат нови фактури и моменталната задолженост е некаде околу 100 милиона денари. Тоа е долг на општина Неготино по разни основи. Знаете и сами дека се исплатени доста, не се исплатени, да кажам, доста обврски како спрема добавувачите, така и спрема претходниот совет. Не се исплатени средствата како мерка која што беше донесена од нивна страна за новороденчиња, за кои што сега имаат поднесен амандман советниците од ВМРО ДПМН и затоа сакав да дискутираме заедно тука отворено, јавно и транспарентно зошто е донесена таа одлука, дека не можеме повеќе да исплачеме средства од буџетот. Подигнат е кредит од 1 милион евра, кој што стои во Министерството за финансии, од кои се потрошени негде околу 28 милиона денари. Тие средства се потрошени за подобрување на водоснабдувањето, меѓутоа сите знаеме дека општина Неготино и до ден денеска и покрај потрошените средства нема добиено некаков резултат за подобрување на водоснабдувањето. Тука ќе спомнам и дел, тука и директорот на јавното предпријатие може да потврди дека јавното предпријатие исто е во долгови негде над скоро 70 милиона денари. Тоа се огромни средства, огромни пари. Граѓаните очекуваат резултати како од новиот градоначалник, така и од комуналното предпријатие и не сме тука да се жалиме. Знаеме дека од денес натаки ќе продолжиме со работа, да се бориме со проблемите и да покажеме дека со едно транспарентно и домачинско работење дека може да се направи многу подобро. Знам дека има демотивирани работници во јавното предпријатие Комуналес кои што каснат со 4 месеци плата и нормално е кога човек нема земено 4 месеци плата да биде демотивиран за работа. Сакам да потенцирам дека исто, знаете и дека Општинската гимназија исто е во долгови и таа е негде околу 10 милиона денари. Долгови кои се створени по основ на транспорт на превоз на ученици и се влече од 2012 година и тие средства не се исплатени и секој дневно исто и самата гимназија има буквално притисок со тие судски решенија, извршни решенија. Се на се генерално општина Неготино да кажем дека е скоро 3,5 милиона евра во евра претворено долг и тоа за општина Неготино е премногу од една причина и едноставна, затоа што на приходната страна општина Неготино до сега приходувала негде околу 1 милион евра, а од тие 50 до 60% се трошеле на плати. Општина Неготино е моментално со 43 вработени на редовен работен однос и 17 се преку агенција за привремени вработувања. Исто така сметам дека и тоа е премногу со оглед на финансиската кондиција која што има општина Неготино и тоа сето треба да се подобри. Меѓутоа, кажав, ние сме тука и мораме да продолжиме понатаки каква и да е состојбата на општина Неготино. И од оваа седница обеќам дека понатаки веќе нема да се жалиме за проблемите кои што ни ги остави ВМРО ДПМН,
буквално, че се бориме за секој еден проблем да го решиме и че се бориме да покажеме дека сме многу поразлични и дека знаеме како треба да се води една општина. Резултатите ќе ги видиме на крајот. Јас само како нов градоначалник барам да се стрпиме малце, бидејќи сите овие мерки кои што ги правиме и делот на штедењето се од интерес за доброто на општина Неготино. Сакам тука да потенцирам советникот Дане Мајсторчев влезе малце во делот на одложението на буџетот. Јас ќе го дадам во друга форма. Овој буџет е еден од најголемите. Зошто? Заради тоа што обврска наша е да ги префрлиме сите долгови стари кои што ни ги оставија предходно, да мора да влезат како обврски во наредниот буџет, и тоа се тие негде околу 100 милиона плюс кредити од 28 милиона, новиот кредит кој што останат за во делот на водоснабдувањето од 20 милиона, и сето тоа вкупно заедно прави на основниот буџет негде околу 337 милиона денари. За разлика од претходниот буџет, само сакам да направам една споредба, каде што основниот буџет бил негде околу 300 милиона или 299,098. Кога ќе ги извадиме овие долгови на 366 милиона, тоа значи дека негде во овој буџет имаме негде околу 50 милиона денари помал буџет. Тоа во основниот дел. Средствата од блок дотациите, знаете сите дека се трошат директно и тие се наменски, се користат за основните, средните училишта, како и за детската градинка Фемо Кулаков, за музичкото училиште. И делот на дотациите веќе спомна раководителот на Поделението за локален економски развој дека тие проекти кои што се во тек се ставени во буџетот и тоа граѓаните може да го очекуваат. И од тука би почнал само да најавам што е тоа што општина Неготино планира во наредната година да го работи, а тоа е дека овие два проекта кои што ги зборуваше раководителот во делот на подобрување на уличното осветување на општина Неготино, заедно во соработка со општинска гимназија, каде што ќе има промена на голем дел од прозорците, исто и на делот на општинската зграда, промена на 1400 улични светилки. Тоа е проект кој што ќе се одвива во наредната година. Вториот проект кој што исто овде го дававме согласност е делот на колекторот од Тимјаник спрема Неготино. Исто е тој одличен проект кој што ќе даде да кажам едно ново поуредено место во делот на колекторскиот систем Тимјаник Неготино и нормално да ја намали непријатната миризба која што доаѓа од отпадните води кои што доаѓаат во центарот на градот во општина Неготино. Ќе се стартува со работа во Урбан блок 8-1, тоа ќе биде водовод и канализација. Имаме намера, веќе преку Вардарски плански регион аплициравме за проектот да го довршиме она неубава слика што ја оставија во делот на спомен костурницата. Веќе се аплициравме и чекаме одобрение, се надевам дека тоа ќе биде успешно завршено се, негде околу 8 милиона денари за реконструкција, реставрација на спомен костурницата во Неготино. Исто сакам да дадам уште еден проект кој што е планиран за наредната година. Тоа веќе со службите заедно работиме во делот на паркинг просторот, во делот на нови кружни текови. Работиме исто на подобрување и на населените места, во кои што предвидуваме во секое населено место, се спремаме со нови проекти и сметаме дека со едно такво темпо 2018 и 2019 година Неготино
значително ќе покаже дека може да биде подобро. Исто заборавив, да не заборавам и делот на градинката која што е аплицирана. Истата таа беше дадена и како дел од моето ветување во делот на изборите. Таа е аплицирана, спремна и сме едни од 5 општини кои што имаат комплетна документација. Сакам да се заблагодарам на Оделението за локален економски развој и за сите кои што беа вклучени во овие активности. Стварно се вложивме максимално да можеме да стигнеме со сите рокови. Накратко, не очекува турбулентна година, успешна година. Се надевам дека граѓаните ќе може да направат разлика и во делот на домачинско работење, и во делот на тоа како треба и како се сака една општина Неготино. Јас нема да должам многу. Мислам дека едно овакво образложение во делот на буџетот без премногу бројки му е побитно на граѓаните да слушнат што е тоа што треба да биде. А ако имате вие како советници дополнителни прашања до мене или до Оделението за финансии во врска со буџетот, стоам на располагање. Благодарам. Благодарам, градоначалниче. Дали некој друг бара збор? Бидејќи не бара друг збор, извести и представникот на Комисијата за финансии и буџет. До Советот на општина Неготино е поднесен амандман од страна на советниците од советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Отварам расправа по амандманот. Дали некој бара збор? Бидејќи амандманите ви се уредно доставени на сите, предлагач на амандманот нема кој што би можел да го образложи. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, амандманот го ставам на гласање. Се извинувам, само колегата Трајче Димов побара збор, јас не го видов. Павли Трајче. Благодарам. За да бидеме транспарентни, ние знаеме зашто се однесува амандманот, меѓутоа за да знаат и граѓаните, еве јас во име на неодговорните колеги од ВМРО ДПМН, значи амандманот се однесува на во делот на Закон за буџет и Закон за финансирање на единиците на локална самоуправа. Тие предлагаат измена и во основниот буџет во областа на социјална заштита, односно надоместок за новородено дете, и се додава сумата од 1.400.000 денари, односно апелираат или аплицираат да се врати програмата со која што се поддржуваше ова мерка од социјалната заштита. Јас би сакал да кажам неколку збора, бидејќи општина Неготино и градоначалникот кажа, и не сакам да се повторувам, е во една кондиција која што не дозволува ваквите мерки да продолжат и сметам дека овие мерки има, да речем, некоја си време на трајање, односно доколку општината е во можност да ги исплача, ќе ги исплача, доколку не е во можност, тие ќе бидат времено укинати додека општината не застане на некоја, да речем, стабилна позиција каде што ќе има доволно средства. Ние сите знаеме дека ваквите мерки каде што се помагаат граѓаните се добри за сите, меѓутоа доколку општината со тоа само си ствара долгови, сметам дека истите не треба да постојат. Еве еден прост пример, значи пред неколку дена стигна фактура од 5.140.000 денари за фонтана, кој што никој нема да ја користи, никој не ја користи, а тоа се 5 години ние да исплачиме надоместок за новородено дете. Значи, ние не ја укинуваме таа мерка ја укина претходната гарнитура, меѓутоа не сакам да навлегувам во тие работи. Сакам да кажам само дека ваквите мерки ќе бидат повторно на сила, кога општина Неготино ќе застане на здрави нозе и ќе може тоа да си го дозволи. Благодарам. Благодарам, колега Димов. Збор градоначалникот, Павли градоначалник. Благодарам, председателе. Сакам само да надополнам во врска со новороденчињата, дека да ги информирам и родителите дека општина Неготино по првото деблокирање почна со исплата на новороденчињата и веќе
од вкупен број, само момент сега ќе ви кажам точна бројка. Значи, задолжувањето по основ на новороденчиња, на новородени бебиња била 715.548 како долг кои што беа останати. Општина Неготино до сега има исплатено негде околу 35 и тоа во овој момент од моето стапување на функција. Претходно мислам дека не беше негде повеќе од 6 месеци исплатено за новороденчи. Така да сакам да му кажам и да апелирам на сите оние душегрижници кои што водат грижа за новороденчињата, дека општина Неготино, како што кажа и советникот, дека по закрепнувањето на општина Неготино секоја една мерка која што е издржана и секоја една мерка која што ќе биде во корист и во интерес на граѓаните на општина Неготино, јас сум спремен да ја подржам. Благодарам. Благодарам. Накратко по амандманот ќе земам и јас збор. Почитувани колеги, представници на администрацијата, представници на медиумите, почитувани граѓани на општина Неготино, начинот на кој што ВМРО ДПМН се однесува во овој совет навистина најпрве не им личи нив како советници, ниту пак на вистински луѓе и советници во општина Неготино. Со самиот факт што поднесуваат амандман на буџетот на општина Неготино, еден и единствен, а не собираат храброст да останат на седницата и да дискутираат за нивните предлози, покажуваат во која насока сметаат дека треба да се движи општина Неготино. Меѓутоа, ние советниците од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, мнозинството во советот на општина Неготино, секогаш ќе бидеме овде и ќе ги носиме вистинските одлуки за граѓаните на општина Неготино. Со предлог амандманот на буџетот се предлага повторно да се воведе мерката за исплаќање на еднократна, повторувам, еднократна помош кон брачните парови кои што имаат ново дете. 7.000 денари да се исплати на едно семејство и со тоа, како што велат луѓето од ВМРО ДПМН, ќе се мотивираат граѓаните нели да го зголемуваат бројот на нивните семејства. Значи, и кога се носеше оваа одлука, бидејќи и јас бев тогаш советник и градоначалникот беше советник во тој мандат, ние бевме против носењето на ваквата одлука со истото образложение. Дека 7.000 денари не може да бидат поттик на едно семејство да имаат ново дете. Со 7.000 денари не се решава ништо за тоа новороденче. И втората работа, која што е уште посимптоматична, градоначалникот, кој што ја предложи одлуката, кој што овде храбро ја бранеше, популизам тераше, 3 дена се фалеше на телевизија дека сме донеле мерка, не баре ќе се зголеми кој знае колку наталитетот во општина Неготино. Истиот тој градоначалник достави околу 1 милион денари долг по таа мерка. Значи, која била стимулацијата и на овие родители кои што во изминатиот период од февруар месец до денес имале новородено дете, а не ги добиле паричните средства. И сега истата советничка група од ВМРО ДПМН, истите луѓе кои што ја донесоа одлуката и не се погрижија самите таа одлука да биде спроведена, реално предлагаат повторно нова одлука. Затоа апелирам против овој амандман да гласаме, бидејќи на општина Неготино и треба нова детска градинка, како што кажа градоначалникот, се бориме во таа насока и се работи во таа насока. На општина Неготино и требаат решавање на реални проблеми, а популизмот ќе го оставиме на луѓето кои што и овде веејќи знамиња македонски го тера и на оваа седница, меѓутоа тоа е нивен начин на работа. Затоа уште еднаш ќе повторам. Буџетот за 2018 година ќе го гласаме. Се надеваме дека ова ќе биде последен буџет каде што ќе ни преостануваат обврските од претходното работење, а веќе и во 2018 година ќе ги видиме и новите проекти
и ветувањата на градоначалникот кои што ги имаше во неговата и нашата предизборна кампања и ќе се потрудиме да животот на граѓаните на општина Неготино биде што е можно подобар во 2018 година. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој повеќе не бара збор, констатирам дека дискусијата е исцрпена. Најпрвен го ставам на гласање предлог амандманот предложен од советниците на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Ве молам со кревање на рака кој е за? Нема. Дали има некој воздржан? Нема. Против? 8 против. Констатирам дека предлог амандманот не е усвоен. На гласање го ставам предлог буџетот на општина Неготино за 2018 година. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог буџетот на општина Неготино за 2018 година е усвоен. 11 точка. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Неготино за 2018 година. Повторно седница одржа Комисијата за финансии и буџет во отсуство на председателот. Ставот ќе го произнесе колегата Дане Мајсторчев. Повели Дане. Благодарам, председателе. Повторно во отсуство на колешката председател на Комисијата за финансии и буџет, Комисијата ја разгледа одлуката за извршување на буџетот на општина Неготино за 2018 година и едногласно ја донесе. Предлагам и Советот на општина Неготино да се произнесе по одлуката за извршување на буџетот на општина Неготино за 2018 година. Благодарам, колега Мајсторчев. Отварам расправа. Дали некој друг бара збор? Колегата Трајче Димов. Трајче, повели. Благодарам. Немам ништо против оваа одлука, само сакам да цитирам еден член, односно став од член 10 на оваа одлука. Член 10 став 4. Во овој став гласи, значи, месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се исплатува за присуство на сите седници на Советот во тековниот месец. Сакам да упатам еден апел до советниците на ВМРО ДПМН, бидејќи тие дојдоа, се подпишаа и ја напуштија седницата. Дали смета дека тие заслужија надоместок за оваа седница, за изминатата седница, кој што нели доколку не се подпишат нема ни да го земат. Меѓутоа, тие се подпишаа и излегоа од Советот. Сакам да апелирам доколку тие се толку да речам се грижат за доброто на граѓаните, изјави колегата Петре Манчев дека тие имат многу што да кажат и на многу начини да придонесат во развој на општина Неготино, а сепак ги напуштаа седниците. Дали сметаа дека заслужиле за истото тоа напуштање тие да земат паричен надоместок? Благодарам. Благодарам, колега Димов. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не бара збор, констатирам дека расправата е исцрпена. Предлог одлуката за извршување на буџетот на општина Неготино за 2018 година ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог одлуката е усвоена. Предлог проект 12 точка. Предлог проекција на буџетот на општина Неготино за 2019 и 2020 година. Комисијата за финансии и буџет одржа седница. Представникот на комисијата Дане Мајсторчев. Повели Дане. Благодарам, председателе. Повторно во отсуство на председателката на комисијата, Комисијата за финансии и буџет ја разгледа предлог проекцијата на буџетот на општина Неготино за 2019 и 2020 година и едногласно ја усвои. Предлагам и Советот на општина Неготино да ја усвои. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Видејќи никој не бара збор, предлог проекцијата на буџетот на општина Неготино за 2019-2020 година ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог проекцијата е усвоена. 13 точка. Предлог буџетски календар. Комисија одржа
седница одржа Комисијата за финансии и буџет. Представникот Дане Мајсторчев повели ставот на комисијата. Благодарам, председателе. Повторно Комисијата за финансии и буџет ја го разгледа буџетскиот календар на комисијата и предлагам истиот да биде усвоен на седницата на Совета. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог буџетскиот календар го ставам на гласање. Ве молам со кривање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог буџетскиот календар е усвоен. 14 точка. Предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2018 година. Седница одржа Комисијата за финансии и буџет. Представникот на комисијата Дане Мајсторчев повели. Благодарам, председателе. На Комисијата за финансии и буџет беше разгледана одлуката за утврдување на вредност на бодот на платите и државните службеници за 2018 година. Оваа одлука се состои од два члена. Член 1. Вредноста на бодот за платите на државните службеници во општинската администрација на општина Неготино за 2018 година изнесува 76,80 денари. Член 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник. Ваквата одлука беше разгледана од комисијата и беше едногласно усвоена. Предлагам истата да ја усвои Советот на општина Неготино. Благодарам. Благодарам, колега Мајсторчев. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог одлуката ја ставам на гласен. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог одлуката е усвоена. 15 точка. Предлог одлука за избор на командир на полицијска станица од општа надлежност Неготино. Отварам расправа, молам кој бара збор. Колегата Борче Коцев. Борче, повели. Од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија до Советот на општина Неготино е поднесена листа на кандидати за избор на командир на полицијска станица Неготино, во која се образложени причините за промената и во истата ни се предложени три кандидати кои според Министерството за внатрешни работи ги исполнуваат условите за командир на полицијска станица од општа надлежност Неготино, и тоа лицата Трајче Цветков од село Тимјаник со завршено високо образование, факултет за безбедност и 24 години работно искуство во полиција. Миодраг Мамузич, роден во Неготино, со завршен факултет за туризам и угостителство и 25 години работно искуство во полиција, и Дејан Нацев, исто така роден во Неготино, со технички факултет и 25 години работно искуство у полиција. Пошто ги разгледавме на координација овие тројца кандидати, излеговме со заеднички став да за командир на полицијска станица од општа надлежност во Неготино го предложиме Трајче Цветков од Тимјаник. Толку е. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој повеќе не бара збор, предлогот на колегата Борче Коцев за командир на полицијска станица од општа надлежност Неготино да биде избран господинот Трајче Цветков го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека Трајче Цветков е избран за командир на полицијска станица од општа надлежност Неготино. Почитувани колеги советници, почитувани представници на администрацијата, почитувани граѓани на општина Неготино, представници на медиумите. Пред да ја затворам оваа седница, би сакал на сите верници од општина Неготино да им го честитам празникот Свети Никола
и да посакам среќа и здравје во натамошниот живот. Ви благодарам за присуството и конструктивност.